Драги ученици, добродојдовте во Е-училница. Јас сум наставничката Наташа Кузмановска од Општинското основно училиште Димо Хаџидимов во Скопје. На денешниот видео час ќе обработиме видео содржина по предметот македонски јазик за прво оделение. Како секој час, така и овој час има цели ученикот да се оспособи активно да слуша приказна и истата да ја разбере, да се оспособи да одговара на прашања поврзани со содржината на приказната, да извлече поука или заклучок од приказната, да се оспособи да го прераскаже тоа што го слушнал. На крајот на часот ќе ви биде потребно тетрадка по македонски јазик и училишен прибор. Како за почеток на часот, ќе започнеме една игра. Играта се вика "Погоди ја принцезата од приказната". Па да почнеме. Дали може да погодите за која принцеза станува збор? Тоа е принцезата Снежана, од Снежана и 7 џуџиња. Следната принцеза е Пепелашка, од приказната за Пепелашка. Следната принцеза Заспаната убавица, од приказната Заспаната убавица. И последната принцеза, тоа е Ариел. Сигурно погодивте, Малата сирена, така е. Ученици, дали сите принцези се убави и дотерани? Да видиме, денеска ќе работиме за една поинаква принцеза. Денеска ќе ја читаме приказната Принцезата во хартиена вреќа. Сакам да ве замолам активно да ме слушате, бидејќи на крајот од приказната ќе ви поставам прашања на кои ќе треба точно да одговорите. Да почнеме. Елизабета беше прекрасна принцеза. Живееше во убав дворец и имаше скапа облека, како што и доликува на принцеза. Требаше да се мажи за принцот кој се викаше Роналд. Но за жал, змејот го смачка незиниот дворец. Со неговиот огнен здив ја изгоре незината облека и го однесе принцот Роналд. Елизабета реши да го најде змејот и да си го врати Роналд. Насекаде бараше што да облече, но единствено што најде беше една хартиена вреќа. Ја облече вреќата и започна да го следи змејот. Тоа не беше тешко, зашто змејот зад себе оставаше изгорени шуми. На крајот Елизабета дојде до пештерата со огромна врата и започна да чука на неа. Змејот го провлече својот нос низ вратата и рече: "А, така, принцеза, сакам да јадам принцези, но денес изедов цел дворец. Дојди утре." Тој ја тресна вратата толку брзо, што Елизабета одвај го спаси носот. Елизабета почна повторно да чука на вратата. Змејот го провлече својот нос низ вратата и рече: "Оди си, јас сакам да јадам принцези, но денес изедов цел дворец. Дојди утре." "Чекај," викна Елизабета, "вистина ли е дека ти си најпаметниот и најогнениот змеј на целиот свет?" "Да." "Вистина ли е дека можеш да изгориш дури 10 шуми со својот огнен здив?" "О, да," рече змејот, и толку длабоко вдиши и исфрли
толку многу оган, што изгоре не 10, туку 50 шуми. Фантастично, рече Елизабета. Сакајќи да се покаже, змејот уште еднаш зеде здив и исфрли оган толку многу што изгоре 100 шуми. Фантастично, рече Елизабета. Змејот повторно длабоко зеде здив, но овој пат од него не излезе ништо. Елизабета рече: Змеју, вистина ли е дека можеш да го прелеташ светот за само 10 секунди? Да, потврди змејот, скокна и го прелета светот за само 10 секунди. Кога се врати, беше толку уморен, што не можеше ни да зборува. Легна на земи и заспа. Елизабета му шепна тивко: Змеју, еј, змеју! Змејот воопшто не се помрдна. Таа му го подигна увото и викна гласно колку што можеше: Змеју, еј, змеју! Змејот повторно не се придвижи. Елизабета го заобиколи змејот и ја отвори вратата од пештерата. Таму беше незиниот принц Роналд. Тој ја погледна и рече: Елизабета, ти си толку валкана, мирисаш на пепел, косата ти е целата разбушавена и носиш на себе валкана хартиена вреќа. Врати се кога ќе бидеш облечена како вистинска принцеза. Роналд, рече Елизабета, твоите алишта се навистина убави и твојата коса е многу чиста. Ти изгледаш како вистински принц, но не си паметен. Тие никогаш не се венчаа. На крајот од текстот ќе ви поставам неколку прашања за да видиме дали го разбравте текстот. Каква била Елизабета, ученици? Каков бил Роналд? Што облекла Елизабета кога змејот ја изгорел облеката? Се надевам дека може отма да погодите. Како Елизабета го изморила змејот? И тука верувам дека ќе погодите веднаш. Дали ви се допадна однесувањето на Роналд? Дали би го смениле крајот на приказната? Дали се работи за чудна приказна? А која е поуката на оваа приказна? Дали донесовте заклучок? Што мислите, ученици? Дали облеката го прави човекот? Не, облеката не го прави човекот. Добриот, паметниот и храбриот е секогаш ценет човек. Затоа овие особини се многу ценети. За крај на часот треба да ги илустрирате принцезата во хартиена вреќа и змејот во вашите тетрадки и да ги збоите по ваш избор. Во долниот дел од слайдот го имате змејот и принцезата во хартиена вреќа. Кога тоа ќе го завршите, може да ја раскажете приказната на вашите родители и другарчиња. Драги ученици, се надевам дека ви се допадна овој час. Ви благодарам на вашето внимание. До гледање.